новата четврта сезона од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Пред да ви ја представам мојата денешна гостинка и соговорничка, би сакала да ви посакам добре дојдовте во првата емисија од четвртата сезона од своја страна. И да ви соопштам дека токму и во оваа сезона ќе имаме можност да видиме многу нови интересни гости, соговорници, да ви представиме многу настани од културата, од уметност, многу нови промоции на книги и изложби. За мојата денешна соговорничка ќе кажам дека е можеби еден од најубавите и најнадежните гласови на македонската музичка сцена. Интересно за неа е тоа што самата таа се јавува како автор на своите песни и самата таа ќе каже дека она не пее, туку она е продуцент на својата музика. Од своја страна со Дина Јашари. Дина, ти благодарам што ја прифати мојата покана и да ја отвориме четвртата сезона од своја страна. Здраво, фала за ова убаво интро. Така, дефинитивно го следам твојот пат, ја следам твојата кариера и многу ми е драго што еве токму со тебе ќе ја почнеме оваа нова сезона. Многу ми е драго што и токму ќе започнеме со една убава награда за тебе, наградата Милан Младеновиќ 2022 која што ја добиваш во Белград. Што значи оваа награда? Какви беа номинациите? Што требаше се да поседуваш за да ја добиеш? Оваа награда Милан Младеновиќ е уствари од таа задлужбина Милан Младеновиќ, што е фондација на македонски. Они имаат за цел да го продолжат да е заштитено неговото творештво. Еве сега ќе издадат и еден албум од негов концерт акустичен, Unplugged, што го направил во Скопје и претходно не објават, сега ќе го објават. И една од тие активности што ги прават они како задлужбина, како фондација, е да поддржуваат млади артисти од регионот. И тоа овој настан на кој што бев јас и услов за да бидеш номиниран за оваа награда е да твориш на твојот мајчин јазик и да е авторска музика. И секако јас тие двете работи ги исполнувам. И оваа година бев со уште 11 други бендови и автори од регионот, од Балканот. Значи имаше луѓе и од Хрватска, и од Словенија, и од Србија, и така и мене дојде наградата со тоа што исто така и лани бев номинирана исто со мојата песна Бој, а оваа година лани бев второ место за малце. И сега со дома јас земав наградата и ја донесов дома. Ти значат ли наградите, Дина? Па, конкретно оваа награда е многу убава работа, бидејќи јас сепак сум некоја алтернатива тука со мојата музика и е големо признание за мојата работа. И особено бидејќи се работи за, го носи името на Милан Младеновиќ, кој што, го знаеме сите и по ЕКВ и по неговите успеси во музиката и е баш, не знам, преубаво. Многу интересно и специфично за тебе е тоа што се јавуваш како автор на своите песни, тоа ми е така, те издвојува од другите артисти. Што те инспирира да седнеш и да си напишеш песна која што потоа ќе ја испееш? Јас тоа го правам од мала, тоа ми е како некој начин да си ги запишам моите мисли, да си ги искажам. И прво е како некоја терапија за мене, а потоа јас одлучив да го претворам се што пишувам во музика и да го споделам со сите. И сватив дека е многу убаво нешто многу убаво да тоа ми биде професија. И со тек на годините сватив дека и сакам да студирам музика, затоа што се запишав на факултет пред неколку години. И сакав 200% да ми биде посветено само на музика, на творење, на музицирање, на дружење со музичари. Студент си на факултетот за музичка уметност овде во Скопје. Како започнува твојата приказна со музиката? Од колку години почнуваш да пројавуваш интерес за музиката? Можеби е нешто наследно или? Па, како што кажав, од мала сакав да си пеам и свирев на мандола во мандолинскиот оркестар во моето основно, после тоа во МКЦ се свирев во оркестарот и тоа е мојот прв контакт со инструмент. Кај мене дома нема никој што професионално се бави со музика. Татко ми беше човек што многу сакаше да слуша музика и да си свираше на гитара. И така некако од него ми е таа љубов кон музицирање и свирење по дома.
во средно бев во гимназија, во Крчагин, затоа што не бев сигурна дали сакам 100% само со музика да се бавам. И таму, пробувајќи да учам други работи, сватив дека ништо друго не ме интересира, како што ме интересира музиката. И така се запишеме на факултет. На факултет се запознав со сите луѓе што денеска работам. И тој може период би го колегите запознав. ти си соработници? Да. Мислам, јас кога настапувам во живо, настапувам со бенд, кој што се вика Динашари и другари. Да. И таму ги запознав, на факултет ги запознав, имавме доста свирки заеднички, така и научив нели подобро да пеам, да настапувам. Јас пак ќе се навратам на тоа што ти само ги пишуваш своите песни. Кажи ми од каде ја црпиш инспирацијата и дали можеби се она што те обкружува го вметнуваш во твоја песна и потоа ти е убаво некако да ја отпееш пред публиката. Да, баш така, сите текстови ми се најискрени и тргнуваат од мене, тргнуваат од тоа што мене ми се случува, тоа што го гледам, се инспирирам од луѓе околу мене, од настани, од буквално се за мене, за мојот живот или за некој друг како јас го гледам. Со кого соработува Динашари во моментов? Драги Иванов е име кој што често го спомнувам, тој е продуцент кој што ми помага. Јас дома ќе го направам демото и одам во студио со него и ги доработуваме песните заедно, така да веќе неколку години работиме заедно. Тој ми е еден соработник, а моите другари ми помагаат во живо тоа се да се изведе за следни работи. Размислувам и да ги вклучам и нив. Така да премногу опции постојат и останува на мене да одберам што како ќе правам. Летово имаше и доста настапи позади себе, доста фестивали, каде се можевме да те видиме и како те доживува публиката? Веќе стануваш ли препознатлива по својата музика? Да, тоа е многу јако нешто, затоа што претходно ги правев песните сама и после кога ќе излезам пред луѓе и кога ќе видам дека буквално осетив ова лето дека луѓе ја слушаат мојата музика и дека ги знаат песните и тоа е едно од најубавите чувства. Го имаш ли тој фидбек од публиката? Да, во Скопје последниот настап беше со и Констракта имаше настап истиот ден, тоа беше во минатиот месец. Не, беше надвор на Мајка Тереза, звуците на Скопје настанат. И буквално на една песна, на последна минута, кога почна да пеат луѓето, јас си седнав на сцена и сакав да си прилегнам. Од тоа што ми беше преубаво тоа чувство. Дали се чувствуваш уникатна од останатите артисти, поуникатна од останатите артисти на македонската музичка сцена? Дали сметаш дека се двоиш? Да, се двојам и тоа што го спомна ти дека јас сум автор на се што правам, кај нас нема освен бендови што творат музика. Да, нема артисти што се сами своји продуценти на се што прават, плюс дека и стилот, жанрот во кој што сум, нема таков жанр кај нас. Што жанр е твојата музика? Повеќе споени? Да, тоа се повеќе споени жанрови. Буквално инспирирана сум од музиката што ја слушав и ја учев овие години. Тоа е джез, боса нова, нео соул, R&B, измешано со поп елементи и интересно ми е соработката со Дуке Бојаджиев. Мислам дека таа песна ми е во главата и постојано што ме слушнам, знам дека тоа си ти. Кажи ми повеќе за соработката со Дуке Бојаджиев. Да, тоа е многу интересно. Дуке го запознав лани, имав концерт во МКЦ и Дуке дошол да ме слуша со бендот и после тоа ми пиша порака. Здраво Дина, јас уживав во концертот, многу би сакал да се запознаеме и јас кога видов пораката, птен се изненадив. И се запознавме и отидовме во студио кај него, тој беше тука некој време. И одма во една сесија ја направивме убав ден. Ја убав ден ја имав напишано уште пред неколку години, но никогаш не ја завршив. И му ја представив таа песна и него му се допадна и заедно ја Јас сакам тука да направиме една мала пауза пред нашите гледачи да ја пуштиме во ден, да ја слушнат, а потоа ќе се вратиме назад во студиото. Сакаш да си одиш, земи ме и мене. Ја гледам големата слика со нас во неа. Мислиш да се смениш, се менувам со тебе. Ако се предомислиш,
Секој ден е убав, само ако ти си по него. Секој ден е убав, само ако ти си по него. Правиш да е топло, правиш да е пријатно. Присутен да бидеш во секој мој ден, дали би ти сметало? Совршени не сме, но сме доволно свесни за да знаеме за подобро, дека постои бараме промени, истини што не се површни. Би сакала да знам што те движи, би сакала да знам каде гледа твојот ирис, каква улога си заземал, нели гледаш дека премногу се навикнав. Секој ден е убав, само ако ти си по него. Секој ден е убав, само ако ти си по него. Правиш да е топло, правиш да е пријатно. Присутен да бидеш во секој мој ден, дали би ти сметало? Секој ден е убав, само ако ти си по него. Секој ден е убав, само ако ти си по него. Правиш да е топло, правиш да е пријатно. Присутен да бидеш во секој мој ден, дали би ти сметало? Секој ден е убав. Така е, тоа беше убав ден. Ние се враќаме повторно назад во студиото. Со мене имаме Дина Јашари. Моето следно прашање, Дина, кој си ти приватно? Што те исполнува, што го исполнува твоето време покрај 200% музика? Да, и по оваа година беше така, имав доста настапи, еве преска не спомнав, имав низ Македонија настапи, имав и надвор од Македонија, низ цел Балкан имав 3 турнеи мини. И некако оваа година немам некоја рутина, малку ми е се хаос, а во исто време уживам. И се исполнета од се што правиш. правиш. Многу убаво. Еве сега, например, спласнуваат настапите и ќе ми биде период повеќе за правење музика, па еве сакам да се направам некоја рутина, сакам да вежбам 3 пати неделно, да одам на планини повеќе, сакам многу да се дружам со луѓе, да посетувам концерти, покрај тоа што нели сакам да правам, сакам и да слушам музика. Така, покрај тоа што имаш препознатлив стил на музика, имаш и препознатлив стил на облекување, јас би рекла. Дали во иднина би сменила нешто за да бидеш, не знам како овие сите другиве, мене сите ми се исти артистиве. Дали сметаш дека треба да смениш нешто или би си останала доследна на своето? Јас сум многу среќна што ги имам како соработници, еве ќе спомнам Сара Стојчевска, која што е мојата стилистка. Вера Пинк, она е од игралиште, има своја продавничка и они ми се соработници. Исто ќе го спомнам и Бобан Бобкет, кој што се грижи за мојот хеј мејкап за на сцена. И тоа е еден одличен тим кој што природно некако се склопи. Знаеш што сакаш ти. Да, и јас им предложувам мои идеи и од нив добивам амин. Или они ми предложуваат работи и заедно ги осмислуваме моите комбинации. И јас сум многу пребирлива и сакам да сум доследна на мојот карактер. Во исто време ми е убаво кога некој професионалец ќе ми предложи нешто. И добро што го спомна тоа, да, баш се трудам околу тоа. Така, 4-та година си на факултет? Така, нешто меѓу 4-та и 5-та. Меѓу 4-та и 5-та, уште што остана и што ќе биде следно? После факултетот. За факултетот тоа е само еден, мислам,
нешто неопходно за еден музичар, но еве ќе го завршам затоа што сакам да го завршам. А надвор од тоа ќе имам уште настапи до година, можеби оваа година, уште не сум сигурна. Уште колку имам, спремам плоча, винил, која што ќе ја испромовирам на почеток на 2023. Имам уште многу музика за снимање, имам премногу работи што треба да ги направам. И секако ќе бидете известени за Така, очекуваме и покана од тебе. Кажи ми, сметаш ли дека поддршката за еден млад артист е можеби најбитната работа? Од кого ја добиваш твојата најголема поддршка покрај целиот тим кој што го споменавме тука што стои за тебе? Па гледам поддршка и од нашите музичари, например еве Дуке Баџиев со знаеме ли да си дадеме поддршка еден на друг како артисти? Знаеме и не е вистина тоа дека некои луѓе се разочарани и изборат дека понашата се плука, не знам што. Јас баш ја осеќам таа поддршка од еве и од Фолтин, Пијан Славе, од Каролина Гочева, да не заборавам уште имиња, но јас многу Пеци Суперхикс, тој е првиот ствари што ме откри, што почна да ме викна на негов фестивал да пеам. Тоа беше прв мој настап со мојата музика. Осеќам голема поддршка и верувам дека ако нешто правиш искрено, ќе ти се отворат многу врати и ќе ти се појават луѓе што ќе сакаат да ти помогнат и да те поддржат, и јас тоа го чувствувам. Значи од музичари што јас многу ги почитувам и сум фан, добив поддршка. Значи тоа е тоа. Големи имиња кои што навистина значат. Така е. Кажи ми, активна си на социјалните медиуми и колку сметаш дека таму можеш да се пробиеш, таму да те дознаат, таму да те откријат, па да си најчесто најактивна? На Инстаграм сум најактивна. Тоа е социјалните медиуми се буквално нешто преку кое што јас успеав да можам да се бавам со ова. Затоа што јас немам продукција што стои зад мене, јас сум self-made артист, кој што сама се има направено. И е одлично што ги имам како алатка да можам да промовирам мојата музика, да промовирам тоа што јас го правам и како што спомнав, Инстаграм е местото кај што сум најактивна, користам и Facebook, отворив и TikTok. На YouTube ги ставам моите песни и е супер начин и да се поврзуваш со луѓе и со слушатели и да рекламираш твоја музика, како тоа е местото во моментов кај што Така, оваа година можевме да те видиме и во шоуто на Зоран Кесик во Белград. Зошто беше поканета таму и кој се беше таму? Па, во шоуто на Зоран Кесич има дел кој што служи за промоција на артисти и млади и постари и познати и непознати. И јас бев прв пат во март во таа емисија и сега бев втор пат откако освоив наградата. И е одличен начин да се промовира, мислам, во живо ја свириш музиката и е се совршени услови за еден музичар да може да има добра снимка и да се промовира и еве за мене надвор од Македонија и тоа е. Почнуваат ли веќе да те препознаваат надвор од Македонија? Да, и особено со некако сите работи ми се поклопија. Јас ова лето имав доста настапи бев во Србија, во Босна и Херцеговина, во Хрватска, во Словенија и бев и дури во Будимпешта имав еден настап. И некако и со ова со наградава гледам дека сум препознаена и натаму терам да не знам, низ Балканов сакам многу да имам настап. Така како што кажа во најавата, Дупрева ќе се слуша за твоето име, Дупрева ќе направиш корди. Што е недостасува на македонската музичка сцена? И недостасува, има многу артисти, јас тоа стално го викам дека недостасуваат и храбри артисти што ќе прават музика, но има веќе многу артисти и супер е да има уште повеќе. Фалат вака медиуми, вакви емисии каде што ние можеме да зборуваме и да се рекламира тоа домашното. Да се доближи до јавност. Да, и по телевизиските канали, мислам сепак телевизијата сега со интернетот и не е толку најгледан медиум, да, меѓутоа има категорија многу присутен, да, и многу е важно да има вакви емисии и вакви работи каде што се покриеност. Буквално, да. И таа е поддршката што нас ни фали, да има што повеќе медиуми.
Што ќе биде следно еве во најскоро време? Со тоа ќе го привршуваме голека нашата И последно го најавувам мојот винил и една нова песна која што ќе биде во винилот и во исто време тоа ќе го извадам се вкупно. Тоа ќе биде почеток на 2023, така да сега сум во припреми. Така, ќе ти посакаме многу успех. И уште едно прашање. Значи, муабетот можеме да го тераме вака комплетно до утре. Ме интересира во која песна се доживуваш најмногу ти? Бидејќи ти сама ги пишуваш. Во сите се доживувам, но еве ќе спомнам Бој како една најтешка емотивна песна што сум ја направила и што не сум сигурна дали ќе надминам, дали ќе надпишам. Ќе напишеш, многу си млада, многу си талентирана, ќе ти посакам да продолжиш да направиш городи, да го освојуваш светот, да не представуваш како Македонија. И уште еднаш ќе ти се заблагодарам, еве што беше дел токму од првата емисија, од четвртата сезона од емисијата од своја страна и ќе ги следиме твоите успеси и се надевам на повторно муабет и повторна дружба. Фала многу. Почитувани гледачи, Дина Јашари во најновото прво издание од четвртата сезона од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Се надевам дека уживавте во овој пријатен разговор со оваа млада талентирана дама. Јас ќе ви посакам да се видиме за една седмица. До тогаш бидете поздравени и чувајте се.